Добро дојдовте во Неделна хроника. Емисија во која ќе се подсетиме на урбаните теми од градот кои ги обработивме во неделата што изминува. Во таа насока е интервјуто кое ќе го погледнете подоцна во емисијата со директорот на јавното предпријатие Улици и патишта Сенад Смејловиќ. Но пред тоа да погледнеме кои беа темите кои ги опфативме неделава. Голем број граѓани кои патуваат со возила секојдневно се соочуваат со оштетени улици и дупки по улиците кои ги оштетуваат автомобилите. Но исто така секојдневна е сликата и на метеж во сообраќајот, особено во утринските и попладневните часови. Токму овие две теми кои се секојдневие на Скопјани ги разработивме, па да ги погледнеме прилозите во продолжение. Ударните дупки на главните сообраќајници и општинските улици се главна тема помеѓу граѓаните во Скопје. До редакцијата на Прва Скопска секојдневно стигнуваат реакции од граѓаните за оштетените улици кои им представуваат проблем на возачите. Причината за настанување на дупките е солта што се фрлаше зимава за да го стопи снегот на улиците. Надлежните велат дека со години ударните дупки само се крпат, без да им се направи комплетна реконструкција, па затоа многу брзо повторно се јавуваат пукнатини и се отвораат нови дупки на коловозите. Конкретно реакциите на граѓаните се за улицата Благоје Стевковски во Маџари, каде ударните дупки ги има во голем број. Дел од оваа улица во изминатиот период беше реконструирана, меѓутоа на асфалтот повторно има вдлабнатини и пукнатини кои представуваат голем проблем за автомобилите. Истата приказна е и со другите улици во повеќе општини. Во катастрофална состојба е патот кој ги поврзува Хиподром и Илинден. Таму поголемиот дел од патот веќе подолг период е со ударни дупки, ископан асфалт и вдлабнатини и никој не превзема ништо. За поздравување е акцијата на општина Карпош за детектирање на проблемите на улиците, каде граѓаните може да пријавуваат ваков проблем. Пријавувањето се врши на адреса kontakt@karposh.gov.mk, како и на социјалните мрежи на општината. Од градот Скопје побаравме одговор дали и кога ќе се санираат ударните дупки на градските улици. Одговорот оттаму е дека секоја година јавното предпријатие Улици и патишта работи на терен за одржување и санација на сообраќајниците кои се во надлежност на град Скопје. Во моментов се работи на повеќе локации и екипите на јавното предпријатие ќе интервенираат секаде каде што ќе се појави потреба. Потреба за санација на ударни дупки има и на автопатот на влезот на Скопје. Овие дупки кои ги гледате позади мене се наоѓаат на влезот на Скопје и представуваат лоша слика за посетителите на главниот град. За состојбата на ударните дупки кои ги има на влезот на Скопје, како и на останатите патишта кои водат кон главниот град, се јавивме и во јавното предпријатие за државни патишта, но оттаму одговор не добивме. Револтирани граѓани велат дека загрижувачка е состојбата и кај регионалниот пат од Маџари до Катланово, поточно на насипот на вториот надвозник кај Јурумлери. Насипот на надвозникот почнал да се рони, најверојатно како последица од атмосферските води кои се слеваат по насипот и предизвикува отстранување на камењата со кои е направена косината. Со зголемувањето на оваа дупка која е веќе формирана, се загрозува стабилноста на насипот. Животот без сообраќај во денешно време е незамислив. Покрај основната цел на сообраќајот, поврзување на определени места, од особена важност е и аспектот да се сообраќа безбедно. Релативно големиот број на учесници во сообраќајот, возачи, пешаци, велосипедисти и мотоциклисти, несомнено создаваат услови за правење грешки кои влијаат врз безбедноста во сообраќајот на патиштата. Единствен начин да се избегнат несреќи е да се почитуваат сообраќајните правила и прописи. Од друга страна, постојаното брзање кое ни го наметнува животното темпо, како и големиот метеж во сообраќајот, не ставаат во искушение никогаш свесно да ги заобиколиме сообраќајните закони, предизвикувајќи несреќи кои за жал неретко завршуваат и со смртни последици. За решавање на сообраќајниот метеж, градот пред околу 1 месец најави изградба на нов мост во должина од 120 метри, кој опфаќа продолжување на булевар Асно, изградба на нов мост на реката Вардар, како изградба на 2 сообраќајни поврзувања, едно со булеварот Гоце Делчев и улицата Беласица позади Скопски саем, а второто со улицата 16-та Македонска бригада кај ресторан Дојрана.
Сепак, овој проект светлината на денот ќе ја види дури 24 месеци откако ќе почнат градижните активности, а пред тоа неопходно е да се распише тендер за изработка на проект за овој мега инфраструктурен проект, а во тек е изработка на проценка за експроприација на земјиштето и објектите кои се на трасата на овие сообраќајници, информираат од градот. Сепак, со тоа не се решава проблемот со сообраќајниот метеж во Скопје. Раскрсниците кај Мавровка и кај Зоил, како и големите булевари како Партизански одреди и Илинден, често се посочуваат како тесни грла, каде што во најфреквентните делови од денот возачите го губат трпението и прават прекршоци. Дополнителен хаос се создава на локациите каде што се одвиваат градежни работи за реконструкција, каков што е примерот со булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел, каде веќе подолг период времето за патување е продолжено за речиси половина час. Очекувањата на градските власти се дека по финиширањето на градижните активности на дел од сообраќајниците, конечно ќе се подобри целокупната состојба во сообраќајот. Реконструкцијата на првата фаза од проектот за пробивање на булеварот Христијан Тодоровски Карпош до крстосницата со улицата Натанаел Кучевички е во завршна фаза и очекуваме истиот да биде комплетиран во наредниот период, велат од град Скопје, и додаваат дека во моментов се работи и на тендерот за втората фаза на овој проект, поточно до обиколницата. Обезбедувањето на соодветна патна инфраструктура, како за возачите, така и за велосипедистите и пешаците, е од особено значење за да се избегнат сообраќајните несреќи, во кои најчести жртви се пешаците. Според статистиката на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, за првите 3 месеци од годинава во сообраќајни несреќи загинале 33 луѓе. Најзагрозена категорија се лицата од 25 до 40 годишна возраст, а најчеста причина е човечкиот фактор, односно возачите на моторни возила. Освен оштетените улици и метежот во сообраќајот, друг проблем со кој се соочуваат скопјани се и дивите депонии кои во голем број ги има во Скопје. За оваа слика да се спречи, освен заложбите на владата, Министерството за животна средина и ЗЕЛС за изградба на регионални депонии, треба да се зголеми свеста на граѓаните да не го фрлаат отпадот во природата. Кои се проектите во најава за решавање на проблемот со дивите депонии? Гледаме во продолжение. Состојбата со управувањето со отпадот во Македонија е на многу ниско ниво, а негативните ефекти врз животната средина ги чувствуваме сите. Несовесни лица изфрлаат отпад на разни локации. Диви депонии се создаваат на секој дел од градот. Виновниците од една страна се надлежните институции кои со години не можат да изнајдат решение за овие диви депонии, а од друга страна, самите граѓани кои треба да си ја зголемат свеста и да не создаваат самите диви депонии. Во Скопскиот регион има 270 неконтролирани депонии со количина на отпад од околу 5512 метри кубни. Додека пак контролирани комунални депонии што се користат од страна на општините за депонирање отпад во Македонија има 54, но само Скопскиот регион во функција ја има депонијата Дрисла, која е регистрирана за обработка и отстранување на безопасниот отпад и за собирање, обработка и отстранување опасен отпад. Во другите региони депониите се од времен карактер или неконвенционални. Во Македонија годишно се произведува 700.000 тони отпад, што представува сериозна опасност од еколошка катастрофа, која може да се спречи само доколку правилно се постапува со отпадот, односно се селектира, а потоа и рециклира за натамошна реупотреба. Според Законот за управување со отпад, начинот за решавање на проблемот со така наречените диви депонии е преку формирање регионални депонии. Дел од пораките кои беа изнесени на меѓународна научна конференција Греди 2018 насловена "Загаденоста на воздухот и нерегулирани депонии", што се одржа во Скопје, беа дека е потребен добар пристап со зелени технологии, да се почне да се решава прашањето за справување со отпадот и да се развие свеста на граѓаните дека депониите не се обично место за фрлање отпад, туку место каде се создава енергија. На конференцијата беше истакнато дека досегашниот локален пристап во решавањето на депониите во Македонија ќе биде променет во регионален. Ќе се определат локации за регионалните депонии, во кои ќе се инсталира опрема која што пред се ќе прави селекција, а потоа и преработка до крајни производи. Во борбата со справување со отпадот, Министерството за животна средина како решение нуди изградба на легални депонии во секој град. Во Македонија се неопходни регионални депонии за решавање на проблемот со отпад за поздрава животна средина.
Во рамки на проектот во воспоставување интегрирано регионално управување со отпадот се потенцираше потребата од вклучувањето на централната власт во делот на решавањето на проблемот со депонирање на отпадот, се до целосно спроведување на проектот, пошто надлежностите за отпад повторно би се вратиле на општините. Иако за овој проблем и решенија околу дивите депонии се зборува неколку години наназад, а се уште нема конкретно решение, се надеваме дека последните презентирани проекти во блиска иднина ќе бидат и реализирани, а не само оставени на хартија. Во Скопје има неколку подземни и надземни пешачки премини, но ретко кој ги користи, а при тоа си го изложуваат животот на опасност. Какви се условите во подземните и надземните премини и колку често граѓаните ги користат, гледаме од следниот прилог. Автокоманда, населба на источниот влез на Скопје, препознатлива по широкиот булевар Александар Македонски. На возачите им дава впечаток дека возат по автопат, што за жал често пати резултира со несреќи. Градските власти одлучиле на густиот и динамичен сообраќај да му пркосат со неколку семафори, пешачки премини и 2 подземни премини, кои речиси ја имаат изгубено својата основна намена. Едниот од премините се наоѓа во близина на средното училиште Асуц Боро Петрушевски, но и покрај обезбедениот алтернативен премин, учениците потполно несвесни за опасноста која ги демне од секој автомобил, одлучуваат да ги претрчаат сите 4 сообраќајни ленти, а причините за ваквото однесување ги посочуваат во лошата состојба на преминот. Прва Скопска излезе на терен и ја забележа состојбата на преминот, кој беше исчистен, но сепак неосветлен и небезбеден. За разлика од преминот кај Асуц, преминот кај Континентал е во значително подобра состојба, што е причина почесто да се користи за преминување на другата страна од булеварот. Нашата камера забележа дел од пешаците кои го користат преминот, при што ги прашавме на кој начин го поминуваат булеварот и дали се задоволни од состојбата на подземните премини. Дали често ги користите подземните премини? Па, веројатно да. Дали сте задоволни од хигиената во подземните премини? Не, воопшто. Дали често ги користите подземните премини? Не. 3 години еднаш. Не проаѓам. Сега бе во телевизија и ајде тука да поминам. Иначе, овој се користи, ама оној доле што е. Како сте задоволни од хигиената во подземните премини? Што знам, ово е добар. А останатите? Онамо е катастрофа, автокоманда. А ово се проаѓа. Па не многу, затоа што ми се тешки скалите малку, но ги користам. А како сте Кога морам. Како сте задоволни од хигиената во нив? Па не е секојаш така на овој па некаква хигиена има, меѓутоа оној кај Емуц училиштето е катастрофа. Користите подземните премини? Овој да, бидејќи идам на факултет сега. Така, останатите подземни премини? Па не баш. Како сте задоволни од хигиената во премини? Па искрено за овој не е толку добра. И не само во автокоманда, сообраќајната некултура се забележува насекаде. Битпазар ќе го посочиме како место во кое владее самоволие и апсолутно непочитување на сообраќајните правила. Надземниот пешачки премин ретко кој го користи, но затоа сведоци сме на постојано претрчување преку оградата и жардинјерите. Токму оваа улица често пати возачите ја посочуваат како една од најпроблематичните во градот, на која треба најмногу да се внимава на пешаци. Ништо поразлично не е ниту во другите делови од градот. Посе изгледа дека и жителите на Карпош и аеродром не се ништо поразлични, па од тука и на Партизанска како и на булевар Јане Сандански, сликата на неочекувано претрчување на пешаци е секојдневие. Со претрчувањето на булевар на места каде што нема обележан пешачки премин, граѓаните кои прават прекршок ризикуваат да бидат казнети доколку на лице место се најде службено лице. За преминување улица на црвено светло казната изнесува 35 евра, а за преминување надвор од пешачки премин 25 евра. Сепак, ова е незначителна казна, ако се земе предвид фактот дека со вакво однесување го ризикувате сопствениот живот. Општина Аеродром е позната по парковите и фонтаните. Од прилогот што следува ќе погледнете колку сезонски работници се потребни за одржување на парковите и на кој начин се одржуваат фонтаните и во каква состојба се наоѓаат истите.
Општина Аеродром е една од поновите општини во градот Скопје, која припаѓа во групата на убаво уредена општина, која изобилува со зеленило, паркови и голем број на фонтани. На територија на општина Аеродром се наоѓаат околу 10 зелени паркови, каде граѓаните во овие топли денови можат да излезат да прошетаат и да се рекреираат. Станува збор за парковите Јане Сандански, Бановина, Тоше Проески, парк покрај булеварот Србија, голем парк во Ново Лисиче покрај Вардар, парк во Реонски центар Аеродром, парк со авион, паркот на езерата, паркот на светлината. Од општината најавуваа дека наскоро и жителите од населбата Мичурин ќе добијат нов парк за прошетка и рекреација. Кога станува збор за одржувањето на парковите од општина Аеродром, ни одговорија дека се посветува максимално внимание за нивно одржување, за што се ангажирани околу 120 сезонски работници кои тековно ги средуваат преку чистење, косење и наводнување. Како што информираат од општината, целиот овој ангажман е на добра волја на општината, со единствена цел да овозможи што подобри услови за живот на граѓаните, иако комплетната надлежност и обврска за одржување на парковите и сите зелени површини ја има јавното претпријатие Паркови и зеленило. Околу чистењето и одржувањето на фонтаните во Аеродром, деновиве на социјалните мрежи можеа да се сретнат низа обвинувања до градоначалникот Златко Марин, зошто не се превземаат активности за чистење и одржување. На оваа тема се обративме во општината да ни одговорат. Оттаму велат дека во моментов во тек е јавна набавка за избор на фирма која ќе биде задолжена за одржување на фонтаните и додаваат дека процедурата е во финална фаза, така што наскоро ќе биде избрана фирма, а фонтаните повторно ќе станат примамлива гледка за посетителите. Освен темите за урбаните проблеми на Скопје, во најава е дека на Скопје ќе му се случи невиден музички спектакл, по кој ќе биде препознатлив во Скопје. Станува збор за новиот музички фестивал Интерфест, кој ќе се одржува од 29 мај до 2 јуни во и надвор околу спортскиот центар Борис Трајковски. Дел од деталите за фестивалот беа откриени на првата пресконференција. Па да видиме зашто станува збор. Петдневна забава е исполнета со над 50 музички ѕвезди од Македонија и регионот, но и пошироко ќе се случува во Скопје од 29 мај до 2 јуни. Станува збор за новиот музички фестивал, најголем досега што се има случено во Скопје и регионот, Интерфест. Фестивалот ќе се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски на две сцени, внатре и надвор околу спортскиот центар. За потребите на фестивалот од странство ќе се донесе врвна техничка опрема, а специјалните светлосни ефекти ќе го осветлат цело Скопје. Организаторите велат дека овој фестивал за нив представува вистински предизвик, затоа што за кус период го собрале најдоброто од Македонија и регионот на едно место. Започнуваме еден музички настан кој ќе влезе во историја на Македонија како едно најголемо збиднување. Настан кој ќе трае 5 дена, приказна која започнува во главниот град во Скопје. Интерфест за нас представуваше еден голем предизвик, но за кратко време успеавме да собереме најдоброто од Македонија, најдоброто од целиот регион, над 50 изведувачи, 5-дневна програма за сечи вкус, од хип-хоп, R&B, рок-н-рол, електронска музика и програма за најмладите која ќе се одржи од 5-тиот ден од фестивалот. Дел од музичките ѕвезди кои ќе настапат на Интерфест се Тамара Тодевска, Еира Иштрифи, Масимо Савиќ, Дадо Топиќ, Ван Гог, Игор Џамбазов, Дивја Јагоде, IQ, ДНК, Ангушеви оркестар, Гоце Сав, PMG, Неверне Бебе и уште многу други. Покрај музичкиот дел на фестивалот ќе има и семеен ден со посебна програма, а за безпрекорно движење на посетителите, за кој организаторите очекуваат дека бројката ќе достигне и над 200.000 посетители, ќе се погрижат околу 1000 луѓе од организација, а цените на пијалоците ќе бидат по многу пристапни цени. Билетите за Интерфест од денеска веќе се пуштени во продажба, и тоа по цена од 990 денари за сите 5 фестивалски денови. Фестивалската приказна, која оваа година започнува во Скопје, во следниот период ќе продолжи да патува низ регионот. Низ улиците во Скопје започнува акција за цртање 3D пешачки премини. Овие пешачки премини кои создаваат оптичка илузија ги тера возачите да ја намалат брзината на возилата. Вакви пешачки премини е предвидено да се нацртаат на црните точки во Скопје, на кои се вози со голема брзина.
Токму за ова разговараме и со директорот на јавното предпријатие Улици и патишта Сенат Смаиловиќ. А освен за 3D пешачките премини, разговаравме и за останатите активности на предпријатието. Но ќе ве оставам да го погледнете интервјуто, но пред тоа да го погледнеме и прилогот за 3D пешачките премини. Тридимензионален пешачки премин е нацртан на улицата Самуилова кај Музеот на современа уметност. Овој 3D пешачки премин е дел од пилот проектот на јавното предпријатие Улици и патишта, кој се реализира на улиците низ Скопје на локации кои се посочени како црни точки. 3D пешачкиот премин создава оптичка илузија со која изгледа како поткренат и ги тера возачите да ја намалат брзината. Директорот на јавното предпријатие Улици и патишта Сенат Смаиловиќ рече дека ваквиот начин на обележување на пешачки премини има за цел да се зголеми безбедноста на пешаците, а проектот започнува од околните и помали улици во градот за поусовршувањето да продолжи и во централното градско подрачје. Според директорот, ваквиот начин на обележување пешачки премини не го оптоварува дополнително буџетот на предпријатието, бидејќи се работи со сопствена механизација и со бои кои веќе ги користи предпријатието. Овој пример се следи по европските градови кои на ваков начин го регулираат сообраќајот и безбедноста на пешаците кои преминуваат преку улица. Според директорот, ваков пешачки ќе биде нацртан и на улицата Борис Сарафов во Ѓорче Петров кај основното училиште Мирче Ацев, каде што беше прегазено 10-годишно дете, а представува и црна точка поради близината на училиштето и често поминување на децата преку улица, а автомобилите се движат со брзина повеќе од дозволената. Во ова издание ќе ги представиме активностите на јавното предпријатие Улици и патишта, а на оваа тема ќе разговараме со директорот на предпријатието Сенат Смаиловиќ. Сенат, кажете ми, деновиве јавното предпријатие Улици и патишта започна со нов проект, односно со обележување на 3D пешачки премини низ Скопје. Која е целта на овој проект што го започнува предпријатието? Па следејќи ги европските трендови, односно модернизирање на градот Скопје, ние влеговме во проектирање на 3D пешачки премини. Сега има повеќе причини зашто баш вакви 3D пешачки премини, затоа што тие ставаат на визуелна слика и на некој начин му го зима вниманието на самиот возач во движењето во сообраќајот, односно на некој начин индиректно го тера да презакочи. Дали е тоа од радозналост, дали е тоа од чистата ситуација, визуелноста дека нешто е подигнато тука, од тие причини и на некој начин и заради безбедноста. Значи повеќе причини се тука, модерен град, современ град, меѓутоа и дел е и самата безбедност на пешаците. Така, првиот 3D пешачки премин е обележан на улицата Самуилова кај Музеот на современа уметност. На кои други локации се планираат вакви пешачки премини? Па, бидејќи сепак се уште се работи за некој пилот проект, нешто ново, што ова предпријатие само од себе изворно почнува да го прави, ние решивме тоа да биде токму во Музеот на современа уметност, значи нешто современо, нешто убаво, нешто модерно. Затоа пилот проектот го направивме на улицата Самуилова кај Музеот на современа уметност и чисто да видиме дали боите ни одговараат, дали машините, дали луѓето што го цртаат би можеле да одговорат на тие предизвици, затоа таму го почнуваме. Планираме исто кај Борис Сарафов, кај школото кој и така актуелно во последниот период заради небезбедноста на самата улица, таму планираме да направиме еден 3D пешачки премин и уште на неколку локации кои се од страна. За потоа планот ни е, доколку се случи како што е планирано и динамиката на работата, планираме да влеземе и во самиот центар на градот Скопје, односно и Партизанска и сите тие улици кои се и така фреквентни да почнеме со изработка на 3D пешачкиот премин. Така, како раководител на предпријатието, задоволен ли сте од тоа како излезе првиот 3D пешачки премин? Па, може и подобро. Јас сепак верувам и мислам дека може и подобро и луѓето што самите работат во тој сектор се ентузијасти, исто како нас. Горе-доле тоа е, меѓутоа квалитетот на бојата, бидејќи е боја која е во улици и патишта, која баш не е најквалитетната боја, која би можела да се употребува при изработка и на самите пешачки и на новите.
Мислам дека може и подобро, меѓутоа горе-доле сум задоволен, затоа што визуелноста ја дава, што е најбитното. Делува како нешто што е убаво. Затоа е пилот проект, за да се го соврши понатаму. Го оптоварува ли дополнително буџетот на предпријатието обележувањето на 3D пешачките премини за разлика од оние стандардните пешачки премини? Па мислам, дали не го оптоварува, бидејќи тие сите бои ние ги имаме веќе во предпријатието, може само за нијанса, тоа е мислам многу минорна нијанса е, плюс боја што ќе се употреби, односно сивата боја која и ние употребуваме и вака и така. Инаку некоја поголема финансиска импликација не постои во овој пилот проект. Дали може би планирате во иднина сите пешачки премини да бидат вакви 3D пешачки премини или пак само би биле на критичните точки во градот? Па бидејќи одзема многу повеќе време во цртањето, ние сакаме од тие црни точки кај што е премногу фреквентно, каде што имаме некој биланс или билтен кај што се случувале некои незгоди, така да врз база на неколку критериуми ние ќе одлучуваме кај затоа не ќе да навлегувам во тоа каде се би било, затоа што се уште е пилот проект. И да видиме и приемот на граѓаните како ќе биде дали. До сега е приемот стварно си само тоа што вие денеска дојдете тука и разговараме за 3D пешачки премини, значи дека има добар прием, добар одзив. Ќе гледаме полека, се уште е во фаза на пилот проект, меѓутоа планираме да го баш да биде како што треба. Така ќе оставиме за понатаму да видиме како ќе се одвива овој проект. Како што споменавме, јавното предпријатие Улици и патишта има и други активности за кои што ќе зборуваме исто во нашето интервју. Во овој период актуелна е градежната офанзива за санација и реконструкција на улиците во Скопје. Колку е активно јавното предпријатие во овој период? Па јавното предпријатие во овој период и како е активно. Ние работиме врз база на програми. Откако заврши зимската програма, веќе моци с него ти покасно заврна, ние се преориентиравме во градежна. Значи зимската програма почнува пролетна офанзива на крпење на сите тие дупки кои се и како се отворија низ градот. Моментално работиме на територија на општина Чаир, Ѓорче Петров, на територија на општина Центар и динамиката на работа на некој начин ни зависи и од навозите кои ги добиваме од градот Скопје. Многу од граѓаните вината за реконструкцијата на улиците, за дупките на улиците ја префрлаат на градот и на јавното предпријатие Улици и патишта, не знаејќи кои улици се под градот и под предпријатието, а кои не се во нивна надлежност. Ке може ли да ни кажете, да ни објасните кои улици се под ваша надлежност за граѓаните да не ја префрлаат вината на вас? Па да, тоа е еден многу голем проблем кој ние како предпријатие го имаме, а тоа е што нашите улиците за кои се грижи јавното предпријатие Улици и патишта се улиците главните крстосници, булеварите. Значи, кај што се движи, има автобусите на ЈСП, ние усвари ги сервисираме тие улици на некој начин. Мислам за попластично да го објаснам. Сите други улици се под ингеренција на општините. Значи, самата локална самоуправа треба да се има своје предпријатие или пак да најде што ги крпи споредните. Сите главни крстосници на територија на град Скопје се под ингеренција на предпријатието Улици и патишта. И тука доаѓа до забуна тоа кај граѓаните дека ако си улици и патишта, тоа треба секоја улица да сервисираш. Меѓутоа ингеренциите се други, надлежностите се други. Ние сме само за главните крстосници на територија на град Скопје. Исто така, голем број од граѓаните се жалат дека низ улиците во Скопје има многу ударни дупки кои што не се санираат редовно. Колку се чести акциите на јавното предпријатие Улици и патишта за санација на ударните дупки? Па, нормално и ние ги следиме тие критики, да речеме, барем денеска моци и полесно со сите тие Facebook групи кои како ни помагаат во таргетирањето на сите тие дупки на територија на град Скопје. Критиката е секогаш добродена и критиката е оправдана. Меѓутоа, предпријатието работи со премногу стара механизација, на некој начин не може толку доволно да одговори на потребите на градот и на самите граѓани. Затоа ние сега моментално донесовме негде околу 3 нови валјачиња, тие се малечки, токму за тие ударни дупки. Во план е на мобилна асфалтна база,
што ќе таа со помал капацитет, меѓутоа токму заради тие дупките. Почнуваме од најмалото. Знаете, предпријатието има 5 ФАПови од 60 и не знам која година. И сега реални да бидеме можностите, потребите и она што ние го имаме, тука малку имаме проблем, меѓутоа максимално стварно се трудиме, максимално гледаме да што помоци има дупки. Меѓутоа исто така изминативе добар дел од годините на територијата на град Скопје имате многу врсти на асфалт. Да речеме булевари правени со неквалитетен асфалт. И ви затоа вие денес имате некоја улица која е направена пред 3-4 години, меѓутоа веќе таа улица има дупки. Има оштетена. Тоа е све и затоа предпријатието има и поразличен асфалт од другите, значи тоа се гледа. Мислам може да се примети на булеварите дека има разлика во асфалт во бојата, мислам онака на око видливост. Тоа е само заради тоа што многу фирми, многу врсти на асфалт, многу асфалтни бази се испомешаат токму во градот Скопје. Затоа имаме ние многу различни улици, неквалитетни, квалитетни и разни други проблеми. Шахтите самата шахта е дупка. Мислам, така тоа е скоро секоја шахта. Тоа е дури онака чудно за постручните инженери. Така ќе се нивелираат ли тие шахти да се израмнат со асфалтот? Сега доаѓаме до предмалку што е потребите и према градот и према граѓаните се толку обемни што ние како улици и патишта не можеме буквално сегде. Меѓутоа се трудиме тоа да биде што поинтензивно и што побрзо санирање на сите тие проблеми. Тоа сепак се проблеми како за граѓаните, така и за градот Скопје. Може ли да кажеме кој дел од Скопје, кои улици се најоштетени? Па она што јас го увидов и тоа што го гледаме, тоа се деловите Бутел, Чаир, Шуторизари. Шуторизарите како? Буквално ја мислам дека на територија на општина Шуторизари една улица нема како што треба. Деловите Драчева, Сарај, горе во Сарај сега ќе почнува и оној патот према Матка, најверојатно ќе се санира уште еден слој. Драчево имаше многу проблеми. Централното градско подрачје на некои моменти, да речеме во централното градско подрачје имаме проблем со новелирање на шахтите. Веќе тука се тие поголемите булевари, меѓутоа горе-доле тие некои периферни општини, Бутел, Сарај, кој имаше Шуторизари е општина која буквално ја не верувам дека има една добра улица. Така. Каква е програмата на јавното предпријатие Улици и патишта за оваа сезона? За кои улици граѓаните може да очекуваат дека наскоро ќе бидат реконструирани? Па во завршна фаза е Христијан Тодоровски Карпош и пробивањето односно за граѓаните на општина Бутел, бидејќи моментално со затварањето на едниот подвожњак ние фактички имаме само едно грло кое е влез излез на територијата на општина Бутел. Таа улица е пред крај, таа улица која ние наследивме од претходното раководство како договор и затоа толку и се чека. Коцката која старата коцка, сега разборам локално, таа што иде према Чучел Сандови према гробиштата, таа е исто договор со грејс период која мислам дека е веќе во завршна фаза. Градот Скопје исто така планира реконструкција на добриот дел од крстоносиците на територија на град Скопје, односно освежување, гребење и асфалтирање. Ние како предпријатие ќе следиме динамиката на градот за затворање на дупките и она што сакаме посебен сегмент да ставиме како јавно предпријатие заради можностите пред се е тоа во безбедноста на пешаците. Значи ние сакаме да створиме што повеќе пешачки зони на територијата на град Скопје. Сигурно може и самите сте увиделе дека соопштињата стана некако препознатлив дел веќе во централното градско подрачје. Почнавме од Министерство за правда, после почнавме од Министерство НИП Нова Македонија, Министерство за образование, таму се повеќе министерства, да покажеме дека ќе биде за сите исто. Така секаде онаму каде што се паркира возила на тротоарите. Значи тротоарите и пешаците и велопатеките ќе ни бидат приоритет како јавно предпријатие. Планираме барем во овој мандат да го направиме Скопје да биде велоград. Тоа е нашата визија. Смарт Сити и велоград ми се онака некои од најбитните сегменти како нова градска администрација.
И за крај може ли да не кажете дали има некои новини кои што ги планира јавното предпријатие Улици и патишта да ги воведе во иднина? Да, во доменот на сообраќајот планираме за побезбеден сообраќај, меѓутоа ние имаме тоа што сега го правиме, што ние сега предмет на анализа е 2 ВМС. За да бидам попластично казан, тоа се на некој начин паметни семафори ги викаат. Тоа се огромни, негде наликуваат како на билборд. На двата првичниот проект, пилот проект ни е 2 да ставиме на влезовите во град Скопје, кои ќе бидат како инфотабла за секој патник кој влегува во град Скопје. Кај е затворено улицата, кај се работи, за побезбедно, за добро дојдовте во град Скопје. Значи тоа се некои електронски паметни знаци или дигитален семафор, така го нарекуваат, ВМС-и, тие ќе бидат ставени на двата влеза во градот Скопје. Тоа е веќе во завршна фаза, чисто имаме проблем со имотно-правните односи кај што планираме да ги поставиме тие, затоа што знаете веќе сите главните тие крстосници одма тука до самото кај што планираме, бидејќи сепак треба да се стави портал, електронски све, тоа се на некои приватни лица, меѓутоа гледаме преку самите градоначалници на општините кај што планираме да ги ставиме, да се договориме со луѓето, да ни отстапат, значи бидејќи финансиски средства ова предпријатие нема, и сепак се работи за некоја помала квадратура и тоа ни е планот што планираме во идниот период. А за се друго, покасно. Мислам, во текот на периодот, така ги планираме работите. Така. Јас ви благодарам на одвоеното време и што ни овозможивте да им пренесеме на нашите гледачи кои се активностите на јавното предпријатие Улици и патишта и што може да очекуваат во иднина од ова предпријатие. Благодарам на поканата и се надевам дека и во иднина ќе доаѓате и ќе ги информираме вашите гледачи за сите новитети кои ги планирува јавно предпријатие. Нормално и критиката секогаш добро дојдена, така да граѓаните може слободно преку вас да ни искритикуваат или да ни дадат некоја сугестија. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш. Стасавме и до крајот на неделна хроника. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Останете и понатаму на програмата на Прва Скопска, следуваат интересни содржини. А следете ни и на социјалните мрежи и на нашата веб страна. Пријатно!